Европското првенство е вистинска витрина за фудбалските звезди и најдобрите македонски фудбалери и оние кои што го носеле дресот со државниот грб ја користат оваа шанса да им дадат подршка на Пандев и соиграчите. Еден од оние кои што цела една деценија настапуваше за македонската фудбалска репрезентација е Томе Пачовски. Веројатно ова е дамнешен сон на секој репрезентативец, нашата химна да се чуе на Европското првенство. Колку емотивно беше да се слушне, да се пее денес над Македонија се раѓа на мечот против Австрија. За мене беше многу емотивно, значи јас долги години бев член на репрезентацијата и како дете уште сонував Македонија еден ден да настапи на овакво големо надпреварување. Уште истиот ден кога се квалификувавме, веќе почнував да букирам карти, хотел, да дојдам тука. Едноставно не можев да седам дома пред телевизор да ги гледам до вчерашните мои соиграчи. Сакав да бидам тука, да уживам и еве веќе сум тука 4 дена, навистина уживам, прекрасно ми е, му давам максимална поддршка на нашите играчи. Ќе бидам тука до и вториот надпревар и секако и во Холандија ќе дојдам да ги гледам. Сакам едноставно да уживам, да гледам Македонија на овакво надпреварување. Што има оваа генерација што нема претходните, како се поклопија коцките, дали ова е најсилната Македонија во историјата? Значи во историјата на Македонија имало квалитетни играчи, овие играчи заслужија да бидат тука, има квалитет, нормално дека се склопија сите коцки. Селекторот направи добар склоп, слушаме дека имат многу добра атмосфера, дека имат одлични играчи и заслужено се наоѓаат тука, значи имаат се во своите раце што се вика и му посакувам да направат голем успех и да одиме и понатаму во следниот круг, па да видиме кај ќе играт и таму да ги бодриме. Зборува за Горан Пандев, одлично го познаваш, не е само лидер на оваа генерација, туку гледаме дека и на теренот она што тој го шири околу себе, она енергија која што и на надпреварот против Австрија ја забележавме дополнителна додадена вредност на оваа репрезентација. За Горан Пандев не треба да се трошат зборови, значи сите знаеме, тој е наша, што се вика наша икона, е тој го гледавме надпреварот со Австрија. Навистина секоја чест 90 минути максимално пожртвувано и до последните минути, иако на резултат на 3-1 во фаза во трета зона бркаше до крај, значи трчаше, даваше максимум, се гледаше дека сака да постигнеме позитивен резултат. Секоја чест за него. Мислам за него не треба да трошам зборови. Му посакувам уште овие два надпревари да ги одигра на ниво на како што знае да одигра и да направиме, да земеме барем бодови затоа што Пандев заслужува и да игра и понатаму. Украина е фаворит во надпреварот, тие се селекцијата која што има императив, која што мора да победи. Дали тука е нашата шанса? Каков тип на надпревар очекувате? Па очекувам, значи надпревар со високо темпо. Нема да се знае нормално, имаат и тие квалитет, имаме ние квалитет, можеме да изненадиме на контри. Тука сме ние да му дадеме поддршка, значи играчите имаат максимална поддршка, ги бодриме. Јас сега сум нивни најголем навивач. Мислам дека секој надпревар се е отворено. Не се знае, овде европско надпреварување, сите репрезентации се квалитетни, не случајно се тука. Со сериозен пристап, со максимална пожртвуваност, се надевам дека селекторот Ангеловски ќе направи тактика која што ќе можеме да ги занадиме. Зошто да не? Затоа сме ние тука, веруваме во нашите играчи. Најавени се неколку нови имиња, очекувате ли некоја драстична промена во формацијата или пак играчки на некои позиции? Па очекувам дека ќе има 1 до 2 измени и нормално е тоа, видовме на претходниот надпревар. И добро да се направи 1 до 2 промени. Мислам дека големи тактички поместувања не би требало да има. Сепак тоа му го оставам на селекторот Ангеловски. Ние сме тука дојдени како навивачи. Се надевам дека ќе направиме позитивен резултат. Јас искрено верувам дека ќе направиме случајно. Ќе направиме нешто. За крај, како од Белгија се гледа на феноменот македонска репрезентација? Што белгиските медиуми, фудбалери, кулуари велат за нашиот подвиг, за пласманот на првенството? Па сите кажуваат во суперлативи. Не случајно, значи ние сме тука, нашата цена, сите кои што работиме надвор од Македонија во фудбалот, знаеме колку значи тоа за нас. Веќе сега не гледаат со поинакви очи, не сме веќе подценети. Не случајно сме тука. Многу за нас можам да кажам лично за мене дека многу позитивно е ова што Македонија на европско првенство и белгијанците прават анализи, значи одат до детали, нормално се потенцира големината на Пандев, нашата игра, нашата пожртвуваност, нашите играчи кои што мислам дека допрва доаѓаат и ќе направат голем успех во Европа и сето тоа е за нас плюс кој што работиме надвор од Македонија.
Благодарам и да се забавуваме до крајот на шампионатот со македонската репрезентација. Благодарам, посакувам успех, борбеност, тука сме ние да ги бодриме до крај. Благодарам уште еднаш.